донесе одлука за бројот на јавните обвинители во јавното обвинителство. И тоа го определивме на број 7 и јавниот обвинител 8. Избрани се следните јавни обвинители. Ако дозволите, пошто напамет не ги знам сите. Значи, избрани се јавните обвинители: Бурим Рустеми, Елизабета Јосифовска, Лејла Кадрију, Љубомир Лапе, Марија Ѓорѓева, безначали тешко, Стефчо Донев и Фатиме Фетај. Значи 7. Кои беа аргументите? Аргументите ова да, разгледувајќи ги плановите, општиот план, персонален и финансиски план, јавната обвинителка имаше наведено дека бара да се формираат 7 тима. Затоа ние првен одлуката донесовме за бројот на тоа јавно обвинителство, да изнесува 7 јавни обвинители и јавниот обвинител на јавното обвинителство, значи вкупно 8. Дали ме поменува финансиските планови? Финансиските планови ги дискутиравме и мислам тоа е работа на владата, на собранието кои треба да ги имплементират. Имаше некои чудни барања, меѓутоа во главном ние одлучуваме за бројот на јавни обвинители и за составот. А како одлучувате кога вие нема да ги уште ова да ви кажам, тоа дека во иднина, значи ова одлука на јавните обвинители, која е донесена согласно член 9 алинеја 8 од Законот за совет на јавни обвинители и член 13 од Деловникот за работа на јавните обвинители. Значи, Советот на јавните обвинители го определува бројот на јавните обвинители во јавните обвинителства. Значи, имаме таква одлука и според тоа донесовме одлука за избор на овие јавни обвинители. Имавте ли, водевте ли сметка за специјалниот закон? Водевте ли сметка за специјалниот закон? Сега, за сега би одговорил толку, во наредниот период ќе кажеме точно аргументите кои ни се, ќе го видиме и записнико и така. Ама кажете ги се аргументите, сега дебатиравте. Значи, зошто на место 14 одбравте 7? Сега ќе ви кажеме, спрема бројот на предмети кои ги имаме во предвид, кои се сега во работа и кои ќе преминат во работа, сметаме дека се доволен број на јавни обвинители. Втора работа, во иднина и самиот јавен обвинител во тие финансиски планови, во персоналниот план, кажува дека ова бројка не е конечна и дека може да се зголемува бројот на јавни или да се намалува. Значи, не е ова конечно еднаш за секој, значи може во иднина да се зголеми бројот на јавните обвинители. Не е конечна одлуката. А како го определивте бројот на предмет? Го определивме по разни параметри. Ако имаше против останатите 7 да не бидат избрани? Еве ги листите, гласавме, мислам сите членови, тоа е тајно гласање, а иначе на првата точка од дневниот ред присуствува представници од ОПСЕ, кои го пратеа седницата од почеток до гласање. Не го прекршивте со ова специјалниот закон, господин? Тоа е работа на јавни обвинители, имате 30 телохранители или обезбедувачи, имате 30 за ова правосудна полиција и 30 стручни соработници, 90 луѓе. И мислиме дека тоа е сосема доволно, а да имате во предвид дека јавното обвинителство, одделни јавни обвинителства се наоѓаат пред колапс. Јавното и тоа. Јавното обвинителство во Кичево, јавното обвинителство во Битола -3, јавното обвинителство во Гостивар кој има 1000 предмети за остаток. Зашто денес јавното обвинителство, кои други јавни обвинителства? Значи, Скопското јавно обвинителство во многу лоша состојба, ако е тука. Значи, зашто сега го кажувате ова? Не ја ова го видовте кажавме, порано? сега ќе ви кажам, 3 години кај што зборуваме. Не, извинете. Да. До Министерство за правда се обратив 2 пати писмено, предходниот председател 5 пати писмено. Никогаш не свикавте Да. Тоа е се има годишниот извештај кој го слушаше на Советот на јавни обвинители, годишниот извештај, јас алармирав, реков немаме луѓе, обвинителството е пред колапс.
одделни обвинителства, некои се подобри, а некои се веќе дното го достигнаја. И ова сета состојба предизвикува да моравме и тука да го намалиме бројот на јавни обвинители. Не е то... пари за да ги подобрите условите? Значи ова е објавено безброј пати. Еве ќе кажам 10 пати. Не јавно. Во парламентот ова го кажав и во 2014 и во 2015. Ако го пратите, најдете снимки, ќе видите што го кажам. Дали се формира специјално обвинителство за да се сетат обвинители колку да го кренат гласот? Ова е стара работа, стар проблем и нема што тука, ништо ново не кажав сега. Јавното обвинителство е пред колапс одредени јавни обвинителства. Предметите се со голем заостаток. Значи се работа со това. Улогата на господинот Зврлевски, зашто требаше на денешниот состав? Господинот Зврлевски е член на Советот на јавни обвинители. Јас за изборот на јавната обвинителка го барав, не беше зафатен. За свечената изјава нејзина беше зафатен. Меѓутоа, тој е члена по законот. По законот за Советот на јавни обвинители е составен од 11 членови, вклучувајќи го и него кој е по службена должност. Претходно беше и министерот за правда, знаете тоа. Кога ќе се смени законот, нема да го викам, иначе ти си должен да го викнеш. Председателя. Ви благодарам. Председателя, Не, момент, не, има прашања, мола. Кавалер биете на друго место. Милке не види. Јас се останувам на својот тим да биде избран од страна на Советот на јавни обвинители. Советот со ова го прекрши законот за специјалното јавно обвинителство и го узурпира самиот договор во пржина. И надавам дека ќе ја коригираат во најскоро време нивната одлука. Дадете ли оставка? Значи, јас се надевам дека Советот на јавни обвинители ќе го избере и останатиот дел од мојот тим. Друг тим нема и тоа ќе биде што ќе работи. Обвинителке, кои беа аргументите на Советот на јавни обвинители да не ги изберат останатите? Не бев на состанокот јас на бирањето, бев на првата точка, ги образложив моите планови и тоа што го пишува, транспарентно го пишува во однос на работата на обвинителството. Мојот аргумент беше дека некој од обвинителите, доколку не се извршува работата, дека јас сум таа што ќе го отстранам од тимот, а не они. Значи и секој вработен што ќе биде во обвинителството, само ќе добие затворена врата, тоа им го кажав на нив. Дека ако не си ја сработи работата, ажурно, навремено и како што е напишано во моите планови. А ова што го направи они е само непочитување на закон. Со кои аргументи они излегува пред вас? Не знам, јас еве со вас заедно значи ни минута, не. Не ви даде објаснување? Не ни побарав. Јас мислев дека до овој момент дека ми е избран тимот. Тоа го очекувам од Советот. Значи го ослабеа само кај обвинителите, ги оставија телохранители како што разбрав. Јас мислам дека Советот ќе донесе одлука и за другите од тимот. Јас се останувам на мојот тим и се надевам дека ќе закаже нова седница во законскиот рок до 15 да ги избере и другите. На што се базира вашиот оптимизам? На што? Затоа што сметам дека треба да се почитува законот во Република Македонија кој е донесен од страна на политичките партии и врз основа на договорот во Пржина. Вие знаете дека политичките партии не може закони да донесат? Не може да донесат, али собранието го донесе, значи леташе авионот, знаете вие сите за да се подпише указот, значи јас другиот ден бев избрана од сите партии и затоа ја прифатив ова одговорна задача која сметам дека можам, имам капацитет да ја извршам. Обвинителке, а кое беше објаснувањето за останатиот дел од вашиот план околу ангажирањето на останатите ресурси во луѓе и во пари? Значи, овој дел треба да се доработи. Ова е само една рамка. Значи, треба да се направи сега вака, значи, систематизација на работни места. Значи, треба да се избере истражувачкиот тим, кој секој обвинител треба да си го одбере. Така беше договорено, така се правеат преговорите со самите обвинители на кои јас сметав во оваа ситуација. Значи, сето тоа беше клучно за понатамошната моја работа. Ова нема да ме запре, туку напротив,
ќе ме охрабри уште побрзо и по-ефикасно да ја завршам мојата работа. А советот сметам дека законски треба да го почитува закон. Гледате обид да пропадне целиот договор, а Апсолутно не, од мене нема ништо да пропадне. Само може да очекувате одлуки. А гледате обид дека се бори некој против? Мислам дека не знаат да читаат закон и тоа е нивно право. Нека се објаснуваат. Како ги коментирате информациите за одреден судирни интерес меѓу оној тим на обвинители кои што го предложите? Како судирни интерес? Па има информации дека еден од обвинителите кои што беа предложени бил кумаш на адвокатот. Тоа не е никако по закон. Не е никако основ за иземање за ништо. Значи да луѓето во Македонија се на секој начин поврзани. А овие мене ми се колеги, јас ги почитувам како информацијата дека ја имам од секој пат ја имам таа информација, не од сега, јас не го познавам господинот од сега. Значи јас сум 12 години обвинител. 12 години работам, ова е работа. 12 години одам на обука со овие луѓе. 12 години ме обучуваат овие луѓе што денеска не им дадоа поддршка на моите колеги. Добро, доколку не закажат седница, не пројде. Што ќе преземете? Со половина тим? Работите со пола тим? Ќе работам, да, до крај. И ќе побарам пак да се во исто време ќе побарам да ми се дополни тимот со моите луѓе. Овие се моите луѓе, ово е мојот тим. Обвинителке, а што е со владата и со работа? Тоа е и со парите што треба они да ги одобрат. Се надевам дека се ќе биде во ред. Јас не очекувам ништо мазно да оди, али еве јас како што цел месец веќе работам сама. Моите простори се во Министерството за правда. Имам еден помошник од страна на почитуваниот министер, еве го поздравувам за неговата сестрна поддршка и ќе понатаму, ако треба, ќе работам со половина тим и во секој ден, ако треба, ќе доставувам до советот да ми го дополни тимот. Може да заклучиме од утре започнувате со работа? Prostorите се дел од планот што треба да се обврза. Министерството, тендерот мислам е поминат, денес требаше да се остари средства со министерот. Сега ќе го поберам за да видам до каде е работата. Ќе продолжите членовите на ќе почнете од утре? Да, апсолутно треба да дадат заклетва, ќе видиме кога советот ќе А имаш ли за белешки на трите плана што? Не, само како сум ги избрала, викам, а како да ги изберам јас? Према камерите, обвинителки. Да, значи ги избрав затоа што ми се колеги. И затоа што ги почитувам и значи ги поздравувам и сите обвинители, дека сите можеа да бидат во тој тим, али еве мислев дека ова е тимот кој треба да работи на овие прислушкувани документи. Има кастрење и во бројот на помошници ваши? Не, нема ништо од кастрење, само во бројот на обвинители. А за другиот дел од планот позитивно ли се изјасни советот? Позитивно, апсолутно, немаше никакво прашање. Околу финансиите? Не. Добро, како ги коментирате написите во весниците кои што се обидуваат да ве оцрнат? Имаше и една насловна страна дека работите за американците, дека тие ве ангажирали. Секој си има право да си каже што е. Јас сум позната на јавноста во мојот професионален живот и во приватниот веќе, така да секој тие немам коментар. Дали тоа напад на вашиот? Не ги сваќам. Дали веќе сте почувствувале притисок од нив? Не. Напротив, сите ме охрабрувате. Јас сум отворена личност и сите очекувам дека ќе помогнете да го доизберам мојот тим, да извршите притисок. Кажете? Јас се трудам. Обвинителке, значи сите обвинителства во земјава и во Скопје со години молчеа и едноставно беа во функција, се спроведуваа истраги во едни вонредни услови, никој не се пожали дека има мањак ресурси и кадри. Сега наеднаш ова прашање станува главен проблем за да ги го комплетираат. Не, еден аргумент ќе ви дадам. Значи од обвинителството, како што слушнав и јас, дека од Скопското ни еден не е избран. А е избрано од Гостивар, а вела дека има многу. Зошто Елизабета Јосифовска ја избра? Извинете. Ако во Гостивар има заостаток, зошто Бети ја избра? А како толкувате тоа што ниту еден од Скопското не е избран? Вие толкувајте, јас ги сакам да дојде со мене. Да, меѓутоа сигурно имате некаков став зашто не помина. Немам. Почувствувате како обструкција на вашата работа? Не го сваќам, јас го сакам мојот тим.
Ве молам да ми помогнете да го изберам мојот тим. Како ќе извршите притисок? Еве, вие извршете. Еве, јас ве барам вас да бидете во мојот тим. Сега, дел од мојот тим кој ќе ми помогне да ги изберам и другите обвинители. Алармирате ли да Мислам дека ќе слушнат, нема потреба јас да ја Значи, по заклетвата почнувате? По заклетвата ние не, јас работам веќе и имам и пошта и се, така да сум активна. Да. А со истраги тоа има во планот стратешки. Колку беа споменати затоа што во средината не сте биле дека вака, значи тој број предмети определиле колку значи ние не знаеме колку предмети има. Значи ние не знаеме колку ќе ни достават. Ние не знаеме ни кој е, значи ние на секое треба внимателно на секое пријава што ќе биде доставена до специјалното јавно обвинителство да одговориме. Дали е наша надлежност, дали не. Значи сето тоа е голема работа. И јас го сватив ова како предизвик и се уште, али се надевам дека верувате вие во мене, пошто јас верувам во Македонија дека ќе може да се справи со овие работи и дека еднаш ке веќе во Македонија ќе завладе правото. Ако вие не знаете бројот на предмети, како председател на судскиот совет знаел колку предмети? Не знам, они може би имат информација. Јас сум специјален јавен обвинител кој не знае колку предмети има, бидејќи моментално не знам и затоа е така планот направен, значи во прво да ни дадат статистички податоци, а потоа ние полека да ги преземаме со определена динамика самите предмети. Само што еднаш да ни прецизирате, вие сега разбравте дека толку обвинителите? Да, во овој момент, да.